Во вторник на 10 е најавена средбата во Европската комисија, на која ќе се разгледуваат можностите како да се дозволи камионџиите од Балканот да можат да возат во земјите од Шенген зоната. Фокусот на камионските транспортери засега е целосно насочен кон исходот од овој состанок, за тоа какво решение ќе се донесе. Тие очекуваат барем привремени мерки за да може да функционираат нормално додека да се реши конечниот статус. Во спротивно, не се исклучуваат можностите за нови блокади, иако се свесни дека економските загуби се огромни и за балканските, но и за европските земји, но велат ако не се реши проблемот, секако камионите ќе останат дома и нема да возат, што е еднакво како да се на протести. Доколку се применува во целост оваа визна либерализација, односно 90 дена во 180 дена, нема потреба да правиме протести, зашто возилата ќе стојат. Што значи дека пак истиот ефект ќе го добијат, уште во поголема форма, бидејќи оние превози кои што ќе ги прават како алтернатива со некои превозници од државите на Европска унија ќе бидат многу поскапи од една страна. Транспортните асоциации од цел Балкан, како и Макам Транс од Македонија, преку надлежните власти ќе испратат официјален допис во кој, како еден од адутите, ќе го наведат договорот за асоциација и стабилизација, кој земјава го има подпишано со Европа, во кој јасно се наведува дека ниту една страна не смее да го ограничува или да носи мерки со кои би се намалил обемот на транспортот и трговијата. Очекуваме сега привремено решение, бидејќи сепак би требало да не стават во регулативата која што се однесува на иземање, значи на документите кои што се однесуваат на визните либерализации и би требало да не стават само каде што се иземени другите видови превози, со цел да немаме никакви ограничувања. Во меѓувреме од Европа продолжуваат депортациите на возачите на камиони. Тројца камионџи од Босна и од Србија после протестите се депортирани и во пасошите добиле црн печат за забранет влез, нешто што во последните 6 месеци беше случај и за 20 возачи од земјава, од кои 13 возачи биле депортирани во Македонија. Решението за да се нормализираат состојбите со транспортниот превоз, кој е од исклучително значење, особено за Македонија, каде ова е единствената врска за извоз и за увоз на стоки, бидејќи немаме функционална железница, според Муратовска би било камионџиите да се иземат од правилата на ЕС системот по примерот на бродскиот, железничкиот и авиоперсоналот.